Четворица вработени во зоолошката градина 2 недели ќе бидат секојдневно проверувани за симптоми. Во институцијата е детектиран птичи грип, а епидемиолошката анкета направена на 15 лица ги издвоила овие неколкумина вработени, како лица кои ќе бидат под засилен здравствен надзор. Тие утре ќе добијат решенија издадени од епидемиолози, а ќе бидат следени и останатите. Здравствен надзор согласно протоколите не подразбира карантина и изолација, туку подразбира дека во текот на следните 2 недели овие 4 лица ќе бидат медицински следени дали ќе пројават било каков симптом кој што понатака би требало да се испитува дали се работи за птичи грип. Епидемиолозите ме информира дека едно од тие лица на 18 имало некакви симптоми кои што траеле еден ден, а тоа е температура и диареја, и која траела еден ден, што не значи дека укажува на постоење на дека тоа лице има птичи грип. Ние секако тоа лице ќе биде тестирано. Угината гуска е детектирана минатиот понеделник во езерцето во Золошка. Од Агенцијата за храна и ветеринарство реагираат дека иако на 14 октомври е забележан случајот, никој од менаџментот на институцијата не постапил според законските процедури, според кои што се должни да се обратат до ветеринар за секаков сомнеж за заразна болест. Прекршувајќи ги законските обврски, од Зоолошката градина Скопје самостојно доставиле примерок до Факултетот за ветеринарна медицина кој приме на обработка на 15 октомври. На 18 октомври, за жал, е добиен наод со кој е потврден случај на присуство на вирусот на авијарна инфлуенца, птичи грип кај гуска. Во одгледувалиштето на Золошка официјалниот ветеринар донесе забрана за влез на посетители, забрана за пристап до езерцето во кое е пронајдена угинатата птица. Земени се примероци за анализа, а наредено е и чистење и дезинфекција на просторот околу езерцето. Од Институтот за јавно здравје смируваат, посетителите на Золошка да не стравуваат. Ризикот за пренос на болеста е исклучително мал, освен во случај на близок контакт со угинато или заразено животно. Треба да има близок контакт со заболено или мртво животно или да има близок контакт со некој од секретите од овие заболени или мртви животни, секрет, измет или слично, што значи дека доколку посетителите немале близок контакт, ризикот е мал. Менаџментот на Зоолошката градина вчера имаше поставено соопштение на портите, со кое ги извести посетителите дека поради оперативно-технички работи, Зоолошката нема да биде отворена. Сега портите ќе останат затворени во наредните 3 недели, односно 21 ден. Институцијата вчера испрати соопштение до медиумите во кое наведоа дека е извршен масакар врз птиците тенденциозно и со намера да се наруши угледот на институцијата, а потоа и да се создаде алиби за затворање на истата.